плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие... Ајде уште еднаш. Те любим, Исусе. Колку? Многу. Слава ти, Господ Исусе Христе. Ти си во моето срце. Амин. Благословено од Исуса Христа. Амин. Исусе, јас се канам во срце, отвори ми ги очиве, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, синсу твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Татко наш, во името на Исус ти благодарам што ни даваш сила да зборуваме за Твоето сведоштво во нашите животи. Ти благодарам, Исусе, што дојде во сечи живот. Ти благодарам што дојде во мојот живот и што ми даваш сила и шанса да зборувам за Тебе. Те молам Ти да зборуваш низ мене, зборовите што ги зборувам да бидат Твои, да не се мои, да ги отвориш сите срца каде што се наменети овие зборови, ова сведоштво, да направиш чуда во сите животи, оном кај што има потреба за каде што е наменето ова Твој живот, сведоштво во мојот живот. Слава Ти, Татко, во името на Исус. Амин. Прво да се представам, сум Дарко Петрески, така ми Дарко Петрески, родом од Прилеп, живам во Скопје, по професија физиотерапевт. Доста луѓе ме знаат по таа професија. Ова што сакам сега да го споделам како сведоштво за Исуса Христа, зошто баш Господ Исус Христос, сакам да посведочам некои работи, како ме променил, како дошол во мојот живот, зошто дошол, зошто баш Господ Исус Христос, а не некој друг, каде сум бил, каде сум сега, како било без Него и како е сега со Него. Во изминатиот живот, доста години уназад, секој нема човек што нема некаков проблем, нема некаква ситуација, некакви состојби. Така и јас исто. И се случувале многу доста тешки ситуации, состојби во животот. Така да се почна одамна, значи пред некои 20 години, кај што како луѓе сни живееле можеби живот без Исус, не знаејќи нормално. И сни терале како што сакаме ние. И доста осудувачки пред се, морам да го напоменам за да дојдем до клучниот момент зашто се случувале некои работи. Ние како луѓе сни осудувале доста работи. Како деца сни слушале родители, некој се развел, некој се отепал, некој му пропаднал бизнисот и осудувачки во секој поглед, кај ти биле очите, зашто ти биле вака. Исти сите тие работи подоцна во животот ни дошле на глава, конкретно и мене, комплетен распад на животот во секое поле, од семејство, од работа, ама буквално се. И буквално си на улица во еден дел од животот,
И нормално се прашуваш од каде, зошто пак мене, и почнуваш да се обвинуваш, мене Господ не ме сака, не знам што било. И нормално почнуваш да бараш начини како да излезеш од таа состојба и уствари зошто се случувале тие состојби. Јас во изминатиот период, работејќи во мојата професија, се случувале доста работи како физиотерапевт. Имав една, ја не знам дали било од Исус или не било, имаше еден момент каде што во сон стоев надвор од овие православни храмови, не бев натре, бев во надворешна состојба. И ме подигна некоја сила од озгора. Не можев да погледнам нагоре, само знам дека ме крена раце силно и како што погледнам не можев да гледам која светлина и ме тераше да ги допирам луѓето. И како што ги допирам луѓето, беа многу со болни, со болка, гледав дека има потреба да исцелување. И како ги допирав, оздравуваја. И од тој момент не знаев што значи 3 дена во страв, се тресев, не знаев што да правам од страв. Па што е како помина, тоа беше некаде 2000, мислам дека беше по 2007 година. Помина период доста, не знам што, јас се тера пас по стариот живот, мислам дека сум јас најсилен, најак, дека ко мене нема, дека и неколку пати крахирање во секој поглед, и финансиски, и семејно, пропаѓање. И во еден момент остануваш на улица. И ни без покрив, немаш кај да спи, немаш едноставно, понекога се случувало и да ти бидат брани парите да не можеш да јадеш, и што да јадеш. Да спиеш на кривет за масирање или не знам, до тој степен крахирање. И Исус ми праќа во тој период, иако не знаејќи за Господ Исус Христос, како делува, како може се да направи во животот, ми праќа тројца мои пријатели да ми посведочат за Исус. И зедов Библијата од тој момент и вика, еве што пише во Библијата, дека некои работи не се од Исус, односно не се од Бог, вика. Јас знаев дека, иако не сум прочитал, тоа што сум го слушал, сум знаел дека не се, меѓутоа, кога не си се фатил за Исус, кога не си почнал духовно да живееш, едноставно се тераш по своето и почнав да барам. Во тој период бевме во една заедница кај што почнавме да слушаме за Исус и многу интересен факт има, еден од можда 3-4 клучни работи во животот кај што не сум се посомневал да направам исче, без сомнеш, односно да го прифатам Исус. Тоа дури сега од ова гледна странка после толку години се преиспитувам што се случува, просто да не веруваш како наеднаш можеш да го прифатиш. Без сомнење, без отстапување, сега од тој момент тој процес сигурно не беше лесен, не беше едноставен, меѓутоа тоа така беше тогаш. А пред да се случи тоа, има ситуации кај што за краток период паѓање на коса, тоа беше катастрофа. Мислите како што болести има. Значи, комплет, како се бањаш, тоа паѓа, по перници. Мислиш дека какви заболувања имаш, дека ти се случува нешто страшно од стресот. Помина и тој период, и како после зачекоривме во слушање на Словото, од тој момент, негде беше, мислам, во 2014 година, почнав да читам Библија. И како почнав да читам, почнав да ми се открива работи, зошто се случувале, што не требало да направам, што треба да се направи, од тогаш некаде почна тој процес на духовно раствање, односно прифаќање на Исус во мојот живот. И од тој момент до ден денеска, после 10 години некаде прилика, се случијето многу битни работи. Се оно што сум, прва работа што ми се случи е што ме избавил од смрт. Значи, пред се не сам духовна, значи физичка смрт. Ме избавил и ме довел во живот. Имавме една ситуација што пред да почнам со Библијата да читам, имавме една ситуација кај што знаев дека има нешто и знаев дека
дека нешто надприродно, дека нема шанси мојот мозок да го размисли, тоа е исто како во некоја чаша од 200 мл да туриш 210-220 мл вода и рече ја собра сета, буквално. Имаме на ситуација кај што избегнав сигурна смрт од собрекајка. На полна линија, на кривина, од едната страна иде камион шлепер, ја претекнува кола и двајцата во мене. Значи, во тој момент, тоа се беа микростотинки. И цел живот ти се враќа. Филм. Што било, како било, зошто, вака ли се умира, не знам. Значи, тоа беше и сега ти треба да одлучиш. Јас знаев дека јас одлуката не ја донесам. Само свртим на волана. И избегав од левата страна на Рид, од десната на Рид, брдо некоја. И нема ке дојдеш. Нема каде. Само свртив со волана. Се укопа кола во место, како се разминава, гремнатинка немаше кола. Ниен застанав, имаш на 100 метри паркинг, застанав, стојам вака и прво немав никаква реакција и одеднаш само некој ладна пот ме озеде и знаев дека нешто има. И од тогаш почнав да одам по жени што со икони некои што гледаат, иако во тој период нормално не знам ни за Исус, не знам ни што е добро, што е лошо. И бев на едно место и таа кај што бев една жена имаше. Ми вика, вчера ти за малку, вика, готова. Ја вака гледам. Ја вика, ова не е нормално, како знае. И мислев дека тоа е од Исус, дека тоа е нешто Божјо, дека и почнав да правам тие некои работи што подоцна сознав дека немам врска тоа, дека апсолутно не добро. И пак не беше нешто како што треба. Пак знаеш дека нешто има, нешто не е окей. И во тој период што го напомнам негде околу 2013-2014 година, кога почнав да читам, кога ги видов работите, како стојат, сега немаме толку време да образложуваме до детали, меѓутоа знаев, видов дека тоа не е од Исус, односно дека Исус ме чува во тој момент, меѓутоа тоа мое одење пак е икони, гатачи, бајачи, тие такви работи, знаев дека не е од Исус во тој период. И во една таква ситуација, кога се распаднат без семејство, разводи и такви состојби, сега треба да почнеш на нов живот од почеток, комплетно од почеток. И е многу тешко. И тој процес не беше лесен да дојдеш од една таква состојба, до сега каде што сум, ќе ја раскажам во подетално, каде што стварно дури очите мои гледаш, како апостолите гледате, не верувате, да ги гледаш и јавно се чудаш што ги прави, што мојот мозок нема шанси да го размисли, да рече дека тако нешто може да се случи или на каков начин може да се случи. И во тој период, нели треба да стапиш во брак, сакаш да основаш брак и викам, и си живееш и ваму и таму, сакаш малку и во светот, сакаш малку и со Исус и гледаш дека така не бива. И како читавме, како слушав проповеди, во еден момент, каде што оде по претходна седница, од таму излегов, се случува некои работи што видав дека не се од Исус, се повлеков и после тоа добивам порака на месенџер и гледам Тихомир Стојановски пишу. Порака, сега не можам да цитирам до зборник, тоа во суштина беше: брате Даре, здраво, како си? Ние во четврток беше небитно, сакаме да се собериме дома, се видиме на едно кафе и да се помолиме дали сакаш да дојдеш. Втора работа која не без сумнеш ја прифатив беше да се согласувам да дојдам. Без ни дали да видам, ни чекај, па зошто, па как. Знаев во срцето дека Исус ми праќа вистински луѓе кај што ќе растеме духовно, каде што ќе бидеме во заедница, бидејќи сам човек не може да обстане во свет. И од тука почна еден нов живот и во духовниот свет, во духовната заедница на Исус. Словата што ги читавме, поуките што се даваја и до ден денес каде трае не знам колку години, каде што се собравме со Тихо, со неговата сопруга Марија, мислам дека
уште 2-3 имаше, кај што започнавме да се собираме заедно, да се молиме заедно, да слегуваат поуки за секого од нас, и тој процес на растење реално не е лесен, нели? Сите имаме некакви состојби ситуации, меѓутоа Исус не задржа во љубовта негова и затоа сме обстоеле до ден денес, кај би некој без неговата љубов немало ништо да види. И во тој процес на растење, нели, треба сега да основаш брак, заедница. Тоа беше недавно, може би 2017 година. И мислев дека се знам, мислев дека сум се одврзал и од материјално и од телесни работи, меѓутоа Исус на неколку пати ми покажува дека не е така. И сватив дека мораш да паднеш ничком со срцето. И некои не го разбираат кога ќе им кажам сега што е ничком со срцето, али ничком е дека ти не можеш. Како пиле некој врапче, искратени кријата и сечени, пикнато во некој кјош и не може. Не може, едноставно не може. И се сеќавам дури на сцената беше во купатило едно утро и сум на точките вака како ја не може. Буквално паѓање со срцето, не може физички на колена, ја не може. Или Исусе, ти најди нешто или семејство основај мене, значи ти да ми бираш и жена и се оти јас ако бирам 100% грешам. Значи тоа беше момент на одлука дека јас не знам, јас не можам, дека немам јас. За краток период се појави Тања, сегашната моја сопруга, и од тогаш почна големите промени. Иако таа не беше во тој момент во Христос, меѓутоа ми требаше голема мудрост и трпение како да пристапам за да донесам до Исус. Кој претходно јас сум го прифатил за мој Господ и Спасител, сум се покајал за секој грев. Прво морам ќе го испуштев тоа, мора да се напомнам дека сум се покајал за секој грев. И во тој процес на растење стално ми покажуваше ситуации кај што треба да се покаеме, кои не се исповедани, кои не може би ги има уште сега, не знаеме. Нашиот мозок не може да памти толку. Сум опростил на сите. Буквално на сите кога ќе ме прашаше, имав една ситуација со еден, дека ти сакаш да вратиш тие што ти изгреш ја одмазнат. Викам не. И ми гледа. Немам ја, викам, одмаздата не е моја. И вика, дојде да те пушта. Вика, знаеш дека вика, ово ќе го кажеш. А претходно, па ја, не знам, претходно беше како мислиш да земиш да го убиеш човек, онако натрешен, тој револ без гнев, зашто ти изгрешил, не се запашаш колку ти си изгрешил, односно колку јас сум изгрешил. И секогаш ми испливаа сцените на Исус кога со размнувањето на толку камшикување и плукање и осудување, да не ги ништо да не каже, да им прости, викам, па зашто јас да не можам. И во моментот кога дојде Тања во животот мој, и викам, Исусе, јас сакам жена што ќе се плаши од тебе, што тебе ќе те сака повеќе од колку мене. Кај што сега ако му кажеш на некој, може би, ќе рече, не нормално што зборува, но тоа е така. Прво тој, па се друго, па се останато. И во тој процес, иако не беше лесен, Тања го прифати тоа. И кога влеговме во заедница, имаш многу случувања како Исус интервенираше. Имаше една ситуација, требаше свадба да правиме. И Тања по тој процес, да го скратам моментот, прифаќање на Исус, молитви, требаше да правиме свадба во Велес, во Картелија. Такво невреме имаше. Тоа беше ненормално нешто. Град, темно. Едва стигнаме во едва. И тие од салата имаше един шеф. Вика, не, мора да одложиме, вика, мора натре да биде. А тоа беше надвор, отворено, полуотворено. Не, викам, не. Нема шанса. Ова ќе биде отворено. Тој почна се нервира, почна притисок да ни прави. Не. Јас на тај викам, моли се. Исус, знам дека ќе ми отвори пат и ќе биде секако што треба. Вечерта помина супер. Значи, капка не капна само во просторот кај што беше салата.
оно отворено. Се друго беше поплава, ама поплава, луѓето од това и дојде, поплава. И сам бајле, не викате шефот, дојдете вика кафе да пијаме, а претhodно му викам, не се кере, мене Исус многу ме сака. Знам дека нема да му остане така. Тој во моментот не го разбираше, тоа беше нервозен. И вика, да ти кажам нешто, не знам колку испив, вика, ти е запамтиле, целио ми од вас, зашто мога. Вика, толку стрес доживеа со свадба, ама вика, на кај изгледа, вие стварно имате, вика, нешто со Господ. И вика, па имаме, викам, тоа е неразделна врска. Нема да те остави, се што ќе површи, ај, кога послушаш. И се заврши супер, се заврши како што треба, и тогаш почнуваш еден процес на духовно зрение, пред се и јас лично, на трпение, треба да истрпиш многу работи, треба да мудрост како да постапуваш, за да целта беше да придобиеш луѓе до Исус. Бидејќи во такво време кај што сум живеел до ова се да ми го врати 100-кратно. Значи 100-кратно вратено, се изгубено, дали тоа финансиски, семејство, емотивно, било кој аспекти брајка 100-кратно кај што умот нема шанси да го разбери, да го види. И кога во почетокот, кога се запознавме, ова е многу битно. Мислам дека едно од најголемите сведоштва во животот мој како Исус интервенира, меѓутоа во текот на ово зборување ќе ми текнат уште многу други, беше кога пристапивме, кога разговараме со Тања, ми вика, морам да ти признам нешто. Викам, што? Вика, јас, вика, доктори, вика, така кажуваат на одите, вика, не можем да останам бремен. Имам проблем со јајцеклетки, не се активни, гинекологот вика мора да замрзнем јајцеклетки, викам, добро. Тоа беше третата работа која сум ја прифатил без сомнеш, обично знаете кога некој ќе ви кажем здравствен проблем некако. Во најголемиот ќе се откажат, ќе заврши кафе следба и ќе си секој по патот, никој не сака луѓе со проблеми. Не го прифати. Го прифати затоа што знае, верува дека Исус прави чуда, дека може да направи такво чудо, дека може и деца и семејство. И рекам, добро, окей. Таа ме гледа и си вика, како е можно да прифаќа, кој знае што и се мотало во главата тогаш. Изборуваат сочека, кажува има диагнози, па нешто со матката, па окей. Викам, што треба да правиш, па треба таму некој стимулација, поцкање, окей. А веруваш во Исус? Да. Веруваш дека прави чуда? Да. Викам, добро. И почна да ги прави тие такви стимулации со гинеколог кој сепак стручен, кој почитувам, секој респект, меѓутоа Исус е доктор на докторите. Нема поголем доктор, тој кај што става рака, ставена. И имаше ситуација кај што веќе почна таков притисок од медицинска страна се прави, што викам, крај. Доста. Седнем тука, нема ни боцкање, нема ништо, заврши приказката со тие работи. Веруваш во Исус? Да. Сакаш да се молиме да ораме? Да. Клекнува. Молитва секој ден. Секој ден молитва. Јас таква молитва, не знам во животот дали сум бил ревностен. Срцето да ти плачи, да бараш, а во исто време го веруваш. Тој од Тања го види вака да плачи, да бара. Вака, солзи и ронеа, да плачи. Се моли бара, се моли бара, се моли бара. Не поминаја. Но пред да почнеме, јас ги имам, не ги носам тука, ги имам документи, кај што вика немаше доста. Не поминаја, можда 3-4 месеци немаше, на природен начин зачна живот. Без стимулации, без инекции, ама буквално ништо. И оди на преглед и докторот вика, Тања, ова е чудо. Самиот доктор го вика, ова е чудо. Ова досега вика ја го нема видено.
во медицинските белешки стои, не може. Реално не може. Ја викам, сега ќе му кажеш, кој го направи тоа? Кај што викам, мртва мат, мртвија, ништо мртво, све е во утробата. Мртво нема. Доаѓа Исус, клекнува со срцето, бараш, вдахнува живот, раѓа 2 деца, не едно, 2. 2. После тоа вика, пак нема. Сега. Скоро беше. И вика, пак нема. Еве, викам, на сите му изборувања, што значи Исус кога ќе дахне дух. Вдахнува дух, оживува нештото, прави живот и после, ако сака, тој го зема. Ти дава конкретно да видиш интервенција во животот. Дури вака ги гледаш и викаш, Исусе, како е можно. Ема во срцето знаевме дека тоа ќе се случи. И јави ги децата, Лена е 5, Стега 4, заедно се молиме сега, сами барат да се молиме. Никој не ги тера. Ајде тато се молиме навече. Ајде. Дури мене ми вика, не така, вика, татко мој, во името на Исус, тоа и детето бара. Почнува да разликуваат што е сатанско, што е демонско, што е од Исус. Почнува да ги укоруваат некој на улица. Ја не ги терам. Меѓутоа, кога е во таков дух семејството расте, не може поинаку да биде. Така да, ова се надеваме дека ќе го сподели со првата, ова е нешто што една и порака за сите што сакаат да станат мајки, да прават инвитра пред се, прво да клекнат пред Исус. Прво, најбитното да клекнат. Дали после ќе треба да прават инвитро или не треба, јас убедувам дека ќе се случи да има деца. Нема да ги остави. Нема шанси, пошто нас не остави. Не зборуваме за никој друг, зборуваме за нас. Нема шанси да ги остави. Така да, мој совет, предат прво Исус, па се останато. И од тој момент почнаме уште поревносно и со молитви, и со читање на Слово, и служење на Исус. И од тој период почнам многу повеќе да ме употребува, да донесам луѓе пред Исус, да зборувам за Него. И дури со луѓе кај што сум контактирал, кога им ги кажувам овие работи, има и доста, само може би на моментот нема да им текне за некој. И викаат, зошто Исус? Оти па зошто па Исус? И како се случува работите, јас и кога викав Господе, нели во народот вика, ај со Господ направи, Господе, мене секогаш ми беше Исус. Ај со Исус направи. Ја не го глумев, тој излегува од мене. И некој вика, зошто Исус? Па кој друг? Не викаме Господ воскресе, викаме Христос воскресе, не викаме Господ. И во тој период, од тогаш наваму, значи имам ситуации кај што доста не потребува, веќе од тој момент си должен према Исус да бидеш слуга пред се, да му служиш Него, да работиш за Него, да направиш вистински сотрудник, да работиш, да зборуваш за Него, да носиш луѓе. Инаку како по професија, како физиотерапија, јас сум благодарен што таа радост не е комплетно различна кога ќе зборуваш за Исус. И кога ќе видиш луѓе кај што се исцелуваат, кај што кој прифатил не е битно после понатаму како завршиле, ја не знам, меѓутоа го гледаш дека има промена, дека се случува, прифатил нешто. Меѓутоа има и на друга страна кај што и ради прифакањето на Исус како Господ, Спасител, знаејќи во каква ситуација сум бил ја лично, или дали тоа тајна конкретно за мене зборувам, знаејќи во каква ситуација, какво живот си имал без и со еден куп луѓе избегале од живот. Кога ќе му спомнев Исус, прво, од навреди дека си забеган, секташ, дека си кој знае ти треба манастир, и во блиско окружување, ти треба манастир, ти треба нешто дедето, не во мене ништо не ми треба. Ја се имам. Ништо не ми треба. Истите тие луѓе после експерија доаѓале ми се јавувале, да ти тоа што го зборуваше, ќе напишам или на Facebook или вака лично, ќе зборувам, и ти тоа што го зборуваше, вика тоа што го кажуваше, знаеш, имам мак.
Меѓутоа ме научи Исус да не ги судам. Иако ме осудувале, да не ги судам, за да оставиш простор, затоа што сите сме едно пред Исус. И нив ги сакаме. Не може мене повеќе да ме сака од него, или од тебе, или од... Не, исто. Меѓутоа, одлуката е носи секој дали ќе го прифати или не. Само ако назад сакам да се вратам во минатото со професија моја, затоа што морам да го поврзам христијанство, Исус и со моја професија колку е поврзано едно со друго. Имав период кај што во такви состојби на осаменост Сатана ти бризгува во мозокот и во срцето сумнеш. Сомнеш, да се сомнеш во самиот себе, се сомнеш во професијата, дали ти си за тука, дека не си способен, дека вака така и нормално, и луѓето те почнат да ти зборуваат. Имав една случка со моја пријателка, ми се јавува, ми вика, мора се видиме, ти кажам нешто, што добро. И да чита Библија, ми вика, Бог ми рече, вика, ти не треба да работиш професија, што ја работам физичар. Викам, добро. Па затоа што не знам, таму некој од кај што сне некој пастор, па правеле, па допирале, па не знам, па тела, па женско не требало, па ова не. Викам, добро, во ред. Недела дена, јас се молив конкретно, ти покажи Исус дали треба да го работам тоа, ако не треба тоа, окей, ќе работам нешто друго, нема врска. Мене во изден 3 пати, значи 3 пати конкретно ми покажуваше дека јас треба тоа да го работам. И на крај се испостави дека тоа е вистинското, за да можеш преку таа професија да зборуваш за Исус. И Исус да покаже преку таа професија или преку рацете мои дека јас не исцелувам, иако работам физикално или медицински масаж со болки, со состојби, дека ја не ги исцелувам, ако немам дозвола од него. И тука поминале еден куп луѓе кај што имало исцелување, кај дел од нив се отвориле, примиле слово, кој ги исцели, понатаму како постапиле, не знам, меѓутоа задачата што треба јас да ја направам, сум ја направил, бидејќи те задолжил, ја сум и духовно и душевно сум задолжен пред Исус дека ја морам да го направам, бидејќи еден ден ќе застанам. Тоа што ми го дал претходно, не можеме да го забораваме. Имам на крај една порака што сакам да испратам за секого, нешто отворен да прими. Пред да размисли како ќе постапи, како ќе осуди, што ќе направи во светот, што ќе размисли, што ќе донесе конкретно за неговиот живот одлука, прво да побара дозвола од Исус. Да праша, да рече, Господ Исусе Христе, како да постапам, како да направам. Те болно покажи ми на некој состојба. Зошто ми се случува? Што треба да направам? Што да покајам? Што да исповедам? На кого да простам? За секоја работа во животот да се го прашате него. Не луѓе. Дали тој ќе дојде преку, ќе ти зборни преку човек, некоја ситуација, тоа е негова работа. Меѓутоа, за секоја потреба во животот се патува прашува само него. За секоја буквално. Се друго отстранете го, има време ќе почека. Прашајте го него. Тоа е мој совет братски. Исус да ве чува сите, да ве благослови. Мир вам на сите, слава Исусе. Амин. Добро утро, Исусе, и денес вервам по Тебе. За секогаш срцево да се вселиш во него. Со Тебе можам да направам се, со Тебе можам да издржам се, со Тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со Тебе можам да направам се, со Тебе можам да издржам се, со Тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе. Добро утро, Исусе, и денес
da se kogaš po srce Ne, imam 4 upred, 4 mi što ide. Čekaj mikrofonom. Možam da napravim sve, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravim se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse. Blaženi se tebi tebo duh, zašto mirno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti će se utešat. Blaženi se milostivi te, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je che go vida.